до Чикаго ХАК беше план А, по Чикаго кој е планот Б, бидејќи вие како што изјавувавте барем до самитот на НАТО, Македонија нема план Б. Се размислували веќе сериозно да се излезе пред Советот за безбедност, да се бара негова реакција или пак можеби веќе се подготвува нова тужба од страна на Македонија? ХАК и пресудата во ХАК е само еден елемент од планот А кој останува единствен план и мислам дека тоа е планот кој го имаме во континуитет одржано. Од тој аспект пресудата во ХАК е само еден дополнителен, исклучително значаен елемент кој дава правна потврда дека Република Македонија де факто ги има надминато, односно ги има исполнето сите критериуми и дека со онаа поставеност на Република Грција за блокада на нашето членство во НАТО се прекршува меѓународно правната воспоставена рамка. Од тој аспект мислам дека не постои никаква разлика помеѓу тоа што било стратегија и пристап пред Чикаго самитот и она што ќе се случува после Чикаго самитот. Значи ли ќе се инсистира на политички, а не на правни средства, бидејќи досегашното наше искуство покажа дека меѓународното право за нас не ги дава посакуваните резултати во меѓународната политика. Тоа нешто можеби не подсети и на самиот ден на објавувањето на пресудата на 5 декември и Вашингтон и Брисел. Тие сугерира да седнеме да разговараме конечно со Грција, меѓутоа што е тоа што ние можеме да им го понудиме, да кажеме како некаква кооперација, зашто веќе нешто се зборува во албанскиот дел од владата овде во Македонија? Мислам дека она што е најклучно е дека меѓународно правната рамка е значајна во овој контекст. Објективно во било кој контекст меѓународно правната рамка е секогаш позначајна за послабата страна. Од тој аспект мислам дека и пристапот на Република Грција беше дека можеби сме криви, можеби сме го прекршиле меѓународното право, но ние сме опозиција на сила и можеме да ги блокираме до недоглед. На тоа нашиот одговор е следен. Ние сме земја која сака да припаѓа на едно семејство кое дели заеднички вредности. Тие заеднички вредности вклучуваат и владење на право, а доколку вклучуваат владење на право, значи дека вклучуваат и владење на меѓународно право. Од тој аспект, позицијата на Република Грција е крајно неиздржана. Мислам дека има една критична маса на земји членки кои полагаат големо внимание на почитување на правото и кои во овие моменти чувствуваат нелагодност од ситуација во која земја членка на НАТО алијансата поставува обструкција која е непринципиелна, непродуктивна, не помага никому, а згора на тоа е и нелегална. Во оваа ситуација мислам дека воопшто не можеме да зборуваме за било каков недостаток на кооперативност или недостаток на иницијативност од страна на Република Македонија, бидејќи фактичката ситуација е сосем различна. Дали Македонија дефинитивно се фокусира исклучиво на политичка рамка со поддршка од тоа што го има од ХАК, без да бара ново правно решение? Значи се враќаме на основното прашање. Се размислували за нова тужба? Да. Во овој момент не би исклучил ни таа можност, не би исклучил ниту една можност. Мислам дека ние мораме да ги искористиме сите инструменти кои ни стојат на располагање. Пресудата од ХАК од минатата година е значајна бидејќи поставува многу јасна дефиниција на тоа кој е прекршител и кој е очекувањето од страна на прекршителот во иднина. Односно очекување дека земја која се однесува, која има позитивен пристап и е земја членка на Обединетите нации, не сме да повтори дело кое веќе било дефинирано како нелегално. И тоа е кристално чисто. Значи, од тој аспект, нашата, односно пресудата во ХАК, нам ни ја прави кристално чиста позицијата за тоа кој е кабаетли, а кој не е. Втората димензија, дали треба да ја продлабочиме таа правна рамка, е исклучително работа на проценка во определен момент. Во овој момент, ние ги разгледуваме сите можни опции, не исклучувајќи и таква можност. Дали на картата на која што може би игра Македонија пред меѓународната заедница е дека нашето останување надвор од НАТО, од колективниот систем на одбрана, е закана за регионот, а последните неколку месеци покажа дека Македонија се уште е доста ранлива на чувствителните меѓуетнички односи. Дали е тоа картата на која што ни играме дека сепак без нас внатре во НАТО стабилен регион нема да има? Нашата карта е многу едноставна. Ние сме ги исполниле буквално сите критериуми кои се потребни за сите оние поранешни кандидати за членство во НАТО кои станале членки на НАТО. Значи ние сме ги исполниле сите критериуми. Тоа од 2008 е констатирано. Тоа е нашиот најсилен аргумент. Во контекст на регионот, на безбедносната димензија и така натаму, тоа не е никаков новитет.
уште со самото најавување на процес на проширување на НАТО алијансата и де факто завршување на студената војна, концептот кој преовладувал е дека со проширување на членството се зголемува зоната на мир, просперитет и стабилност. Тоа мислам дека било валидно тогаш, е валидно и сега. Македонија не е некој исклучок во тој поглед. Има едно креативно решение Европската унија кој што го нарекува пристапен диалог на високо ниво. Знаеме дека тоа не е замена за преговори, меѓутоа колку може да биде механизмот кој што ќе ги задоволи потребите на македонските граѓани за некакво опипливо гледање или опипливи резултати во врска со придобивките од членство во Европската унија. Значи прашањето е кога би се трчало трка каде што нема цел. Значајното за нас е дека со пристапниот диалог влегуваме во една фаза на превземање на собственост. Односно покажуваме како општество определено ниво на зрелост дека сите оние реформи кои ги превземаме пред се заради нас самите. Со тоа покажуваме дека целта ни е да имаме реформи заради подобрување на нашето окружување, а не заради пополнување на коцкички во некој мозаик кој ни е поставен од страна на Брисел. Тоа е исклучително голема придобивка. Втората придобивка е дека факт е дека доаѓањето до пристапниот диалог на високо ниво е резултат на една фрустрирачка ситуација. Република Македонија веќе 3 години уназад има препорака за почнување на преговори и сме блокирани од страна на Република Грција. Инвентивното решение, како што рековте, е пристапниот диалог и тоа инвентивно решение е решение кое е прифатено од страна на сите земји членки како инструмент за продолжување на процес кој е блокиран неоправдано.